Околу половина од регистрираните гласачи им кажале на анкетарите дека доколку им се даде шанса, ќе ги заменат и председателот Џо Бајден и поранешниот председател Доналд Трамп на овогодинешното гласање и ќе го додадат Роберт Кенеди Јуниор. Ако замислите како ќе изгледа оваа држава во ноември, ако победи или председателот Трамп или председателот Бајден, поделбата ќе продолжи. Гневот, хаосот, поларизацијата ќе се влошат. Единствениот начин да се стави крај на тоа е преку мојата успешна кандидатура. Кенеди со длабок треперлив глас поради неизлечиво невролошко нарушување не беше попречен на прелиминарните избори на Демократската партија да го собори Бајден. Robert F. Kennedy Jr. is not going to be the next president of the United States. Ханс Ноел е вонреден професор на Универзитетот Џорџтаун. Но она што ги загрижува и кампањите на Бајден и на Трамп е можноста Кенеди да биде на гласачкото ливче во околу половина сојузни држави, каде што неговите неколку илјади гласови би можеле. Change the outcome of that state. Да го променат исходот на состојбата. Потоа се разбира тоа е утврдува насоката на таа состојба. Ако таа сојузна држава е доволно голема, а крајните избори се прилично блиску, тогаш тоа би можело да го промени исходот од изборната трка. Кандидатот има една предност пред другите претенденти од трети страни, исто така на гласачкото ливче во некои држави оваа година. Признавање на името. Неговиот татко беше Боби Кенеди, главен кандидат на председателските прелиминарни избори на Демократската партија во 1968 година, додека не беше убиен. Неговиот вујко беше председателот Џон Кенеди, убиен додека беше на функција во 1963 година. Семејството Кенеди воопшто не е среќно што тој се кандидира и тие направија голем број напори тоа да биде многу јасно. Како ова со Бајден, обкружен со членови на семејството Кенеди, вклучително и Кери Кенеди, сестрата на независниот кандидат. Сакаме кристално јасно да го разјасниме нашето чувство, дека најдобриот пат напред за Америка е реизборот на Џо Бајден и Камала Харис за уште 4 години. Контроверзните верувања на Кенеди за вакцините, потеклото на COVID-19 и атентатите на неговиот татко и вујко привлекоа некои поддржувачи, според професорот Ноел. Кенеди е многу попопуларен меѓу републиканците отколку меѓу демократите во моментов. Но тоа е веројатно најмногу затоа што тој е демократ или поранешен демократ кој кажува лоши работи за другите демократи. Така републиканците сакаат да го слушнат тоа и мислам дека тоа звучи интересно, но тие нема да гласаат за тоа поради Доналд Трамп. Тимот на Кенеди го одби барањето на гласот на Америка за интервју со кандидатот, велејќи дека кампањата одлучи да дава интервјуа само за американскиот печат, со цел на американска публика во овој момент.